Почитувани присутни, ве поканувам да ги проследите презентациите на воена опрема, вооружување, возила и способности на единиците на армијата, и тоа од Командата за операции, Командата за обука и доктрини, Баталионот за почести и Баталионот на специјални сили. Почитувана госпоѓо председател, почитувани присутни, денешната активност ќе ја започнеме со покажување на способностите на припадниците на извидувачки разузнавачки баталион, предпознативи како ренџери, и тоа со првата точка преку користење на совладување на пречка и користење на зиплайн. Тоа може да видите одма позади нас. И истата техника се користи за совладување на пречки, поминување на реки и така натаму. Втората точка ќе биде со вертикален маневар и тоа истото така може да го следите горе на објектов, како се спуштат нашите припадници. Истава техники се користи за спуштање од згради, рицки, предел, хеликоптери и така натаму. И на завршување имаме една зип линија за најмладите. Ќе пробат на крај, имаме спуштена линија од другата страна на стадионот. Така да за најмладите ќе пробат. Они се туку 11 часот, дека неколку пати се да, пробаме. Не се доручкували со век. За артилерија е многу етиво да викам. Мора малку погласен да викам. Веројатно после толку слушање на колку силен се нормално. Се уште е млад. Тоа е? Да не си ти дел од армијава? Ој ми, од мојот роден град ми е, баш ми имаше како Делчев. Поздрави се, тато. Поздрави се. Здраво да се? Татко му е президент. Добре вечер, здраво. Извинете, ваши не уходи се, добре. Предлагам позна Како паметам, не? Ова нашето деклапутно возило е за војна полиција. Ова е возилото Отокар турско производство и истото има балистичка защита од 7,62 мм и од артилериски орудија, но не од директен погодот, туку од погодот од страна од неговите штатни. Возилото користи V8 дизел мотор, 190 конски сили, има пневматици, нема гасеници и опремено со неколку системи и со пола со постамент за митралез. Користи митралез 12,7 мм број. Возилото има неколку системи од типот на противпожарен систем, АБК защита, балистички стакла,
и слично. Господин Повелет. Јовано, Ај, овај. А овие се новите таму интернези, нови другите на новите GMTV-а, тоа е мануелно, значи мора да има камера да закажат. Овие се конкретно автоматизирани. Значи камерата, односно инженерите седи побосно а управувањето со овој го прави значи исто како на видео. Тие наистина тие ги користевме сега за оценувањето. Повелете колегата Јанев, кратка презентација ќе ви изврши. Повелете, колега. Јанев е најискусен во однос на GMTV-та и секогаш има крема за кога да видиме сега како Сега. Много сакам да продолжите. Јас сум постал Јанев, постал Вазовски, самите генералски почитувани гости. Имам чест да ви го презентирам и да имаше ватки на бавање со лесното откупно возило GLTV. Лесното откупно возило е произведено од страна на американската компанија Oshkosh, која што при производство на истото ќе има земено во предвид анализите и научните лекции од боишите во Ирак и во Афганистан и најмногу внимание има посветено на заштита пред посебно на посадата од импровизирани експлозивни направи. Друго карактеристично за ова возило и покрај неговата тежина од 7958 кг, виси на 3267 см, должина 5246 см и ширина 2241 см, е доста маневрабилно и подвижно благодарение на неговиот 6,6 литрски дизел мотор од Gale Banks 866T со 340 конски сили и 250 киловати. Најкарактеристично за ова возило е неговиот систем за коптирање кој што му овозможува на возилото три различни нивоа на движење во зависност од теренот кој што треба да биде совладен или од мисијата која имаме добиено. Возилото исто така се овладува со помош на неговиот спортинг додаток водени пречки од 1,5 метри или без додатокот од 0,76 см. На дел од овие возила имаме инсталирано куполи од втората генерација Cross, далечински управувани куполи и на сите од овие куполи може да се инсталираат без проблем три типови на митралеса. И тоа М2 брови на првото возило, М240 и М249. Истата далечинска управувана купола му дава дополнителна заштита на нишанџијата за тоа што целите и отворањето на оган му е внатрешноста на возилото, ги бира целите од внатре, отвара оган при движење и гаѓаат во секакви видови на временски услови и непријатни. Браво, ја мислам дека одлично брзина. Тоа е било Повелете, господин. Има да нешто дополнително повелете. Повелете, господин. Повелете, господин. Колегата дали ќе да поздрав од сметот. Повели дали ќе излези на. Повелете. Почитуване председателке, почитувани генерал, почитувани гости, јас сум водник Бедрити и на кратки црти ќе презентирам со најновото возило Striker. Значи возилото има висока модулност, јака заштита и напредна технологија. Возилото има посада од 11 лица, команди на возило, нишанџија, водач и 8 бојници. Возилото тежи 18,352 килограми. Возилото е опремено со closed систем, винч за само извлекување, термална камера, што му дава на возачот возење во ноќно време. Фала за ако имате прашања, поведете. Повелете, господин. Повелете. Много важно
Тоа не е поставата на живот. Идеме лево. Повелете. Ти държали пичка? Трябва горе да видим. Ана, горе. Горе трябва да видим. Ајде, останете. Ја се наш. Ајде. Колко млади има една пушка? Кој ти нема след? Ајде, кој ти ја?